Во материјалниот дел имаме една рубрика анализа. Овде имаме повеќе типови на анализи врз основа на влезно-излезните документи. Од лева страна имаме дати, налог и магацин. Моментално тие не прават ограничување бидејќи се за целиот период за сите налози или ако е празно за сите магацини. Ако кликнеме во листа на сите документи, добиваме по магацин сите приемници, испратници, се што имаме како документ на кумулатив. Ако ограничивме период, например до 3 месец, 31. Трети, ќе ни ги даде документите до 31.3. Ако сакавме само еден магазин, например само М2, ги гледаме документите само од М2. Ќе го слободиме ова. Можеме посебно влезни фактури. Еве ги влезните фактури. Ако влезот оди во повеќе магазини, овде се додават. Значи овој влез оди во 3 магазина. М02, М03 и М2. Значи истиот влез е раснижен на делови во 3 приемници. Излезни фактури, независно од кој магазин. Овде имаме излезна фактура од магазин 3, веројатно готов производ и услуга. Еве, пошто ова е пекара, еве го готовиот производ со 3140 и веројатно некоја услуга, транспорт или не знам што, е со 800 денари. Купно 3940. На крајот имаме кумулатив по секој од колоните. Ако имаме излезни по член 32, ќе ни се прикаже овде. Но во изработка на ДДВ пресметката има автоматско публикување на овие фактури да се пополни. Следно рубрика е за тие што имат производство, работни налози. Со кликнување на освежи се прикажуваат сите работни налози. Ова е пекара и најверојатно има месечни работни налози. Еве, први месец, работен налог број 1. Со зелено значи дека налогот е сложен. Што е во излез, тоа е во влез. Значи, испратници, требовниците за сировините се согласуваат со приемот во готовиот производ. Тоа е зелено. Со кликнување на редот, од десна страна се прикажуваат документите влез и документите излез. И веднаш може да видиме дали има некоја разлика. Овде најверојатно треба уште нешто да се доработи за да бидат сложени. Инаку овие сите треба да бидат зелени. Овде имаме комерцијални анализи, набавка, рефреш. Независно во кој магазин се прикажуваат набавките за тој период од сите добавувачи. И со клик на тој ред гледаме што има. Што е набавено. Продажбата е исто. Значи, со рефреш по сите овие документи може да видиме за секој купувач што има купено. Сите овие табели со shift и клик можеме да ги експортираме во Excel. Ако сакаме некоја дополнителна анализа, значи печат и листа ни се ова отпечатува. Ако сакаме во Excel, shift клик се копира во клипбордот, отвараме Excel-от и таму со Ctrl V може да експортираме и да правиме некоја анализа ако сакаме дополнително. Ако сакаме сите фирми да ги се што имаме испорачено, еве се што имаме испорачено на сите фирми. Ако сакаме по документ, например,
по испратници. Рефреш. Ова ќе ни ги даде излезот за сите фирми, независно кај кликнувам. Овде имаме подетални анализи за целиот период, вредност на залих. Ако кликнеме, например, магазин на сировини, ќе ни ги даде по опаѓачки редослед залихите во магазинот за сировини, по набавна цена без ДДВ, односно оваа вредност, и овде ни прикажува процентуално кој ни е застапен. Значи, ако кликнеме по групи, ќе биде тоа по групи, но овде групите не се најдобро поделени, така да подобро е само по артикул да гледаме. Значи, од брашно тип 500 е скоро 55% залихот во вредност. И натаму опаѓа најмалку кетчупот носи вредност во магазинот. Ако гледаме продажба, еве продажбата, значи доволно да кликнеме овде и да го избереме магазинот. Од тој магазин како кој ни е продажбата, по највеќе имаме од леп, од бурек. Значи од леп продажбата во номинална вредност, не во разлика на цена, е 70%, другите опаѓат. Ако бараме разлика во цена, еве овде е продавано од сировини, еве добиваме, значи ова не е баш добар пример овој магазин и ова фирма, но имаме веднаш информација продажбата од кои производи или кои групи како ни се движи. Разликата во цена е изразена без ДДВ, значи ова е правата вредност. Вредност на набавката, еве во сировини е набавката, еве како е, колку пари е дадено во овој период, за кои артикли. А ако гледаме продажба, а ова е за продавница се однесува. Залиха продавница по набавни и залиха магазин по продажна цена. Значи, ова ни беше залиха во сировините. Ако ги гледаме по продажни цени, значи, анализа по различни критериуми. И овде имаме уште еден интересен приказ. Еве магазинот за сировини, графички како прво имаме табеларно, а потоа графички како ни се движи. Ако кликнеме во евра и гледаме дека сировините моментално околу 16.000 евра имаме залик. И еве како периодично, како ни одат набавките, и ова е најверојатно месечните работни налози, како веднаш повликуваат од сировините. Чисто да видиме, малку да ни е поинтересно.